Погрешно знаме на прославата во Охрид по повод 35 години од независноста. Наместо 8 имаше 12 краци. Прикажнувањето на знамето предизвика реакции од опозицијата и дел од јавноста. На официјалната државна прослава за 35 години од независноста, платена со огромни суми на пари од граѓаните, власта на Мицкоски го утна македонското знаме, изјавија од СДСМ. Музичкиот спектакл "Силно светнал ден" беше одржан на стадионот Билјанини извори. Охрид беше првата станица од најавената турнеја која треба да опфати 11 македонски градови. Нивниот пример нека ни биде патоказ. Одадена почит на бранителите што загинаа кај Љуботински бачила. Тие се сведоци на храброста, пожртвуваноста и љубовта кон татковината, како и на одбраната на нејзиниот мир, достоинство и слобода. Беше една од пораките на денешната централна комеморативна манифестација во општината Ѓурче Петров, која се одржа по повод 25-те навршени години од загинувањето на 8-мината припадници на резервниот состав на армијата кај местноста Љуботински бачила во конфликтот во 2001 година. Драстично намалување на цените на горивата. Дизелот поевтинува за 8 денари. Кандидат за средно полициско училиште елиминиран уште на стартот. МВР не му кажува зошто. Родителите тврдат дека ги исполнувал сите услови. Од МВР за слободен печат потврдуваат дека кандидатот не продолжил во следната фаза, но објаснуваат дека тоа значи дека не ја поминал административната селекција. Кој ги оставил гостиварци да пијат загадена вода? СДСМ поднесе кривични пријави против Клековски, Андоновска, Лазов и Амети. Повеќе од 1 месец по случајот со загадената вода во Гостивар, СДСМ поднесе кривична пријава против 4 директори и функционери, обвинувајќи ги за пропусти и непостапување на надлежните институции. Владата викендов го промовираше спотот "Силно светнал ден" по повод 35 годишнината од независноста на Македонија. Македонија не е држава што треба да се представува себе си само преку голови, медали, песни, концерти и полни плоштади. Но дали е тоа единствената слика? Историските моменти се пред се политички важните одлуки, без оглед која влада ги направила и без оглед дали тоа некому се допаѓало или не. Читајте ја Ана Анастасовска во новата колумна насловена "Историјата не се монтира". Видеото предизвика многобројни реакции во јавноста и како и секогаш политички подолби. Дали биле прикажани успесите на државата со потписот на СДСМ, дали со потписот на ВМРО. Па едните биле предавници, затоа ги немало, а другите биле бегалци и слично. Например, во видеото никаде не ја видовме војската и формирањето на АРМА. Не е споменато ниту членството во Обединетите нации, ниту добивањето кандидатски статус за членка на Европската унија. Исто така и Преспанскиот договор, без разлика дали некој го смета за предавнички или историски, што беше предуслов да седнеме на иста маса со членките на НАТО. Што е со вооружениот конфликт во 2001 година? Зарем овој конфликт не е дел од македонската историја? Земјоделци повторно протестираа во Струмица. Бараме достоинствена откупна цена на црвената пиперка, а производителите на пченица не можат да земат субвенции поради нови прописи. Според програмата за 2026 година, морале да садат со сертифицирано семе, нешто што не било до лани. И директорите и претседателите на управните одбори веќе не се заштитени мечки. Со новите предложени измени и дополнување на Законот за катастар и недвижности се менуваат правилата за избор и разрешување на раководството на катастар. Скопје. Уште поголем хаос кон Драчево. Започна обновата на мостот на Маркова река. Никој не кажува до кога ќе трае. Конечно, од денеска започнува реконструкцијата на главниот мост на Маркова река пред Драчево, кој со години е во многу лоша состојба. Дупките и оштетувањата досега ги крпеа работници од јавното претпријатие, улици и патишта. А сега реконструкцијата ќе ја изведува јавното претпријатие за државни патишта. Уживај во летото
ама заштити се од сексуално преносливи инфекции, велат од Институтот за јавно здравје. Навременото тестирање, правилното лекување и превентивните мерки се најдобар начин за заштита. Бидете внимателни, 18 годишник среде бел ден и се нафрил на 70 годишна скопјанка и го зел накидот. Осомничениот е приведен, а полицијата најавува пријава по итна постапка. Ужас во Србија. 2 малолетни девојчиња изболе со нож тинејџерка и ја оставиле да крвави на улица во Белград. Во случајот, 15-годишно девојче е уапсено под сомнение за насилно однесување. Вториот учесник во нападот има само 13 години. Најмалку 13 луѓе се убиени во украински напад со дронови врз Руската република Татарстан. Руските власти соопштија дека меѓу жртвите има и дете, а уште 39 лица се повредени. Во еден од најсмртоносните поединечни напади врз Русија од почетокот на целокупната војна на Москва во Украина. Нафтена компанија поврзана со Трамп фатена на дело. Истоварила дупчалки на Гренланд без дозвола. Владата на Гренланд соопшти дека е запознаена од иминатиот месец на источниот брег на островот, била донесена механизација во врска со планирани истражувачки дупчења за нафта. Големи поплави и одрони на Филипините. 12 луѓе загинаа, 8 се водат како исчезнати. Хутите го нападнаа јеменското пристаниште Мока. Загинаа 7 луѓе, 30 се повредени. Русија не прифаќа замрзнување на војната. Барањата на Путин остануваат исти. Мистериозна торба предизвика паника во Австралија. Полицијата истражувала можно убиство, а жртвата била кукла. Она што на прв поглед изгледало како место на тешко злосторство, на крајот се покажала како необична забуна. Австралиската полиција започнала истрага за можно убиство по пронаоѓањето торба, бидејќи се сомневала дека во неа има човечки останки. Но форензичката анализа покажала дека станува збор за исклучително реалистична кукла. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам на довербата. Продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk. Се читаме.